elderly and childcare, and they have also the exclusive right to plan and control land use development and local transport infrastructure. With collaborative efforts, we can maximize the effectiveness of our collective climate change action across all levels of governance. За процесот на подготовка на стратешкиот документ да дават своји придонеси и тоа на некој начин придонесе и самиот процес да биде поотворен и потранспарентен, но и Микаел даде еден многу добар вовед и добар пример за тоа како се случува во Шведска. Неодамна слушнах во една, ајде по наше старо местна заедница, во еден кварт, и имаат можност да даваат конкретно мислења и да одобруваат. Она што е многу важно и од искуството што го гледаме и од целата работа што ја направивме со локални чинители, општини, бизнес сектор, државни институции и така натаму, произлева серија на препораки и за кој се занимава. Што е тоа што треба да се планира во нивниот регион? Ако се тоа енергетски проекти, инфраструктурни проекти, че прво треба да бидат добро информирани, за да можат да учествуваат. Че ако ги немате информациите, не може да земете учество. Че прво е значено да бидат добро информирани, да бидат вклучени, односно општината да изгради еден систем и принцип на соработка со граѓаните, каде што секој мислење ќе се уважи, тоа е многу важно, затоа што така граѓаните развиваат доверба во институциите и така граѓаните учат. Самата тема на овој панел, трансформација на енергијата преку локална климатска акција, говори за тесната поврзаност која мораме да имаме меѓу себе. Енергетската транзиција во Европа е неизбежен процес во кој сме вклучени секако и ние како држава. На национално ниво усвоен националниот план за енергија и клима, како и стратегијата за развој на енергетика до 2040 година. Стратегија за реализација на проекти побара да бидат детектирани потребите на општината со цел истите да бидат земени во предвид при изработката на националниот план. За сега не е доставен изработен национален план со цел да се види застапеноста на општината, односно нејзините потреби. Ветроелektrани и соларне панеле на многу више места него што их видимо сада, а такоđe значи изузеće nekog prostora koje može da se koristi za druge ekonomske aktivnosti ili možda bitno iz nekih razloga tipa recimo zaštite prirode ili zaštite kulturnog nasleđa. Znači toliko širenje, da kažem, tih izvora prosto mora da se uradi na jedan pametan način, kontrolisan način, da se unapred negde odrede neke zone gde bi to moglo da se razvija kako bi se izbjegli konflikti. Znači da se izbjegne situacija da neko gradi solarnu ili vetroelektranu pa da onda na neki način u toku pripreme lokacije vidi da je ta lokacija bitna sa stanovišta biodiverziteta, da tamo su, ne znam, staništa ptica ili šišmiša za vetroelektrane ili recimo da se postoji uvek mogućnost. Сега, за да одговорам на прашањето, ќе се навратам и ќе направам на генеза на самиот проблем.